После сите пропусти и грешки на СДСМ изминатите години, како и подклекнување на барањето од соседите, сега првиот човек на партијата Венко Филипче, кој ги закопа евроинтеграциите, ја критикува актуелната власт за, како што речено, лошиот извештај за напредокот на Македонија до сега. Без ни доза срам и самокритичност, Филипче сега тврди дека извештајот бил јасен показател дека земјава се движела во погрешна насока и дека се наоѓа во ист кош со Косово, Молдавија, Босна и Херцеговина и Украина. Вперувајќи го прстот на одговорност во власта, Филипче позитивен напредок забележал само во 4 области, додека во останатите 8 никакво поместување, особено не гледал во економијата, за која последните година и половина речиси сите релевантни економски меѓународни организации дадоа позитивни оценки и прогнози. Само 4 области се оценити како добар напредок, а и тие се минорни и не се однесуваат на вистински внатрешни реформи. Во 8 области нема никакво поместување, вклучувајќи и најкритичните – правосудството и фундаменталните права. Оно што е најлошо од овој извештај, во поглавието 24 правда, слобода и безбедност, владата добива единица, што значи драстичен пат во споредба со лани. Во економијата ситуацијата е идентична, стагнација или пат, алармантни податоци и за земјоделството. За долго најавуваната резолуција на црвените линии за заштита на националните интереси, што уште јавноста не ја веде и покрај тоа што изборите дојдоа и пројдоа, Филипче вели била доставена до сите политички партии, чекал мислење и соодветен одговор за потоа да ја испрати до собранието. Да видат партиите, да дадат свое мислење, да можеби наивно, но мислам правилно и мислам дека дури единствено решение, мислењата да ги споделиме на заедничка маса. Па кога ќе ги споделиме мислењата и согласно сечии сугестии кои што ќе бидат земени предвид, тој документ ќе се промени, ќе се надгради и така натаму, да се поднесе во собранието. И покрај оставката на експредседателката на партијата Ана Чупеска и повикот на кандидатот за градоначалник на општина Ѓорче Петров Ацевски за оставка на целото раководство, Филипче уште не размислува за оставка. Тој се уште гледа придобивки на контото на неговата партија од последните избори, иако веќе отворено и зад кулисите, членови и симпатизери се одлеваат во знами левица. Вели имал план за платформа која ќе ги обедини сите членови и симпатизери по огромната разочараност од локалните избори.